Точно време за нашата прва утринска гостинка. Традиционално, секој петок во овој термин гости имаме од Аџибадем Систина. Добро утро за Весна Атанасовска, оделенска сестра на детски болести во Аџибадем Систина. И јас планирав, Ирина, ова недела, кога всушност ја испративме неделата на сестринството и се одбележа Денот на медицинските сестри, да продискутираме на оваа тема, ама еве вака ти некако ми ги прочита мислите. Да. Честитки, Весна. Велат дека улогата на медицинската сестра во целиот здравствен систем игра клучна улога и вие сте нашите светилници на кои навистина треба да ви бидеме неизмерно благодарни. Баш ме интересира како оваа година се одбележа неделата на сестринството, а во меѓувреме еве јас вака да ги раздвижам нозете и да се придвижам до нашиот мал, ама скромен вака пулт и да ве понудам со некое македонско кафе или можеби еспресо кафе. Или чајче можеби. Може и чајче. Може и чајче, да. Повелете со разговорот. Јас сакам да се понудам самата за уште едно чајче, ако може. Уште едно чајче? Да. Со задоволство, ако сака и нашиот снимател, ќе направам чајче за сите. Благодарам се за. Може овошно, мислам дека имаме. Одлично, така да си го започнеме релаксирано разговорот и утрото. Весна Атанасовска, оделенска сестра на детски болести од клиничката болница Аџибадем Систина, како што кажа и Суза, и веќе знаете, оваа недела се одбележува недела на медицинските сестри, затоа што на 12 мај е родена Флоренс Најтингел, која што се смета за пионер на медицинското сестринство. Нека ви е честит на сите вас оваа цела недела и еве празникот кој што веќе измина, празникот на медицинските сестри, бидејќи вие сте столб на здравствениот систем и без вас навистина не можеме и ние пациентите, а секако и докторите. Весна, добро ви утро, еве вака официјално. Ви благодарам што сте ова утро наша гостинка. Честит нека е празникот на медицинските сестри. И не само оваа недела, секој ден нека ви биде празник. Ние ви се поклонуваме и како телевизија и јас лично, бидејќи вашата работа навистина е безценета и премногу корисна. Вие ни доаѓате од клиничката болница Аџибадем Систина, работите во оделението кај што се дечињата, кај што се најмладите пациенти. Имате работно искуство веќе 30 години. Многу добре познавате работата на медицинските сестри. Еве за почеток на овој разговор, како изгледа еден ваш работен ден, денот на медицинската сестра? Најпрво ви благодарам за поканата, благодарам за честитките. Едно утро на медицинска сестра, без разлика мојот или на сите останати, затоа што сепак јас во моментов имам поразлична улогата како менаџер да ги менаџирам сестриве и нивната работа. Почнува со примо предавање на смената околу пациентите. Како поминале во текот на ноќта или во текот на денот за да ги предадеме во текот на ноќта. Подоцна следуваат состаноците со докторите и во овој момент со мене, меѓутоа после поминуваме на визита каде што нормално треба да се проследат и да се назначи назначената терапија, да се направи мултидисциплинарен план за нега и за лекување на пациентите и потоа веќе продолжува тековната работа на останатите сестри со грижата околу пациентите и аплицирање на терапијата. Така. Сега вие низ годините, низ овие веќе 30 на години, имате работено и во, да кажам, најтешкиот дел, тоа е делот за интензивна нега, каде што се најтешките и бебиња, новороденчиња, меѓутоа и дечиња. Сега овдека треба навистина многу концентрација, одговорност на сите медицински сестри, меѓутоа овде кога станува збор за интензивна нега веќе има некоја подруга тежина. Како изгледа работата на медицинската сестра во интензивната нега? Работата на медицинската сестра не само на интензивна нега и секаде нормално бара пожртвуваност, посветеност, концентрација секако. Меѓутоа сепак на интензивна нега малку е поразлично од останатиот дел. Пациентите се тука под комплетен 24 часовен надзор, само така мониторинг од сестрите, нормално и од лекарите. Меѓутоа сепак најблизо контакт имаат прво сестрите и сите нивни промени, се што се случува во однос на подобрување или на влошување на состојбата, го приметуваат сестрите и го пренесуваат на докторите. За сето тоа да може да го направи на сестра треба да има големо знаење, искуство, концентрација и нормално одговорност кон пациентот.
Нормално во зависност од која интензивна нега се работи, затоа што имаме повеќе интензивни неги во нашава болница, и кога се работи за дечиња имаме и за предвреме родени дечиња интензивна нега, имаме и кардиохируршка интензивна нега каде што се сместуваат и педиатриски потешки пациенти и хируршки потешки пациенти, затоа што нели во нашава болница лекуваме секој вид на без разлика дали се работи за хируршки пациент или за педиатриски пациент. Работата и посветеноста на медицинските сестри бара премногу одговорност и пожртвуваност. Многу внимание и нормално контактот со пациентот е првично со медицинската сестра, нормално мора да има и соработка и со родителите и со лекарите. Ке зборуваме за ова подоцна, ова е многу важен момент во целата ваша работа. Контактот со пациентите, бидејќи се работи сепак за млади пациенти, а тука се и родителите. Сакам да ве прашам, еве вас лично како медицинска сестра, што е она што ве мотивира најмногу во работата? Што е она што ве тера да продолжите напред? Така. Искрено да ви кажам, бидејќи нели сепак ќе напоменам широк обем на работа е кога се работи со новородени и со педиатриски пациенти. Кога се работи за новородени, кога ќе се роди бебето, да кажам пред време родено бебенце, сепак е тоа немоćно, родителите се исплашени, не знаеме каков ќе биде текот. Пред време родено, значи сепак е тоа несозреано новородено. Кога ќе го доживееме и дочекаме денот кога треба да си оди, тоа е малку подолг пат. Нас не исполнува самата таа среќа, грижа од пациентите, благодарност од родителите. Бебето нормално не може да не се заблагодари. Меѓутоа, кога си одат дома се среќни, со болни раце, благодарни, тоа чувство не може да се опише така. Додека кога работиме со поголеми дечиња, каде што веќе може да ги изразат и нивните чувства, нормално кога ќе дојдат во болница доаѓаат болни, дали е за хируршка интервенција, дали од било која дали од било која друга болест и најобична температура, сепак детето има промени, нерасположено, болки можеби има. Кога си одат дома, веќе се излекувани и близината со пациентот е поразлична кога е веќе здраво детето. Неговата насмевка на неговото лице, неговото гушкање, неговата преградка ни кажува се, и тоа искрено да ви кажам треба да се доживее за да може да се опише. Така е. Тоа е она што ве мотивира, што ве води напред, нели, секој ден. Сега да се вратиме на она што е многу важно, тоа е првиот контакт, бидејќи станува збор за мали пациенти. Зборуваме сега за овие дечиња, нели, кога доаѓаат кај вас. Првиот контакт што го имаат и пациентот и родителот е токму со медицинската сестра, додека да се дојде, нели, до докторот, до лекарот. Каков треба да биде пристапот? Каков е пристапот на медицинската сестра, бидејќи таа е првата која што треба да влее и доверба и да стане пријателка со детенцето. Ете, каков треба да биде тој прв контакт? Нормално медицинската сестра треба да биде професионална во секој случај, меѓутоа треба да биде топла и да може да стекне прво доверба кај пациентот, така, за да може да и веруваат, да може да се зближи со пациентот, за да може понатака да комуницира на начин на кој што посебно деца да знаат да комуницираат. Родителите секако се исплашени, бидејќи нормално тие се грижат за своето детенце, им се случува нешто кое што можеби претходно не се случувало. Ние треба да имаме посебен пристап, да бидеме љубезни, да може да ги утешиме и исто така да им стекнеме доверба во тоа што го кажуваме, дека на крајот завршува се како што треба. Така. Мислам дека е време да си го почнеме да си попиеме првото чајче. Второ ни. Благодарам. Благодарам, Суза, да си здрава и жива. Сега, Весна, она што е исто така многу важно е односот, соработката на медицинската сестра со докторот, ама не само со докторот, туку со целиот тим кој што е вклучен, нели, во тој процес на излекување, да кажам, на најмладите пациенти. Секако нашата работа е тимска работа. Не може ниту докторот сам да работи со пациентите, ниту сестрата да работи, па ниту другиот помошен медицински персонал. За да бидеме тимски работници,
и да биде ефективна целата наша работа, мора да соработуваме, односно да се веруваме едни на други и да имаме добра комуникација. Ако сето тоа го постигнеме, лекувањето ќе биде на најможен успешно и на најможен начин најдобро изведено. Да. Сега, вие имате искуство, имате работено и во неонатологија, имате искуство и со доењето. Ова е еден многу важен момент кога станува збор за новите мајки, нели? Каков треба да биде пристапот на медицинската сестра со мајката и колку е важна нејзината улога за оној прв контакт меѓу новороденото и мајката кога треба да се стави новороденото на града, бидејќи желбата на мајката во тие моменти од кога ќе го донесе на свет своето детенце е преголема за да почне да го дои, бидејќи знаеме сите незаменливо е мајчиното млеко. Токму така. Живееме во модерен свет каде што можеби многумина веруваат дека помладите мајки не сакаат да дојат, меѓутоа баш напротив, не е точно. Не така. Не се сложуваме со тоа и ние како приватна болница сме baby friendly hospital, значи очекуваме повеќе бебињата да се со мајките и тоа го правиме, баш од причина за да имаме поголема успешност во доењето. Така. И искрено да ви кажам, многу сме изненадени позитивно, затоа што многу помлади мајки повеќе сакаат и да дојат. Секако со наша помош, затоа што се работи за млади мајки, искусни мајки. Тука важна улога има медицинската сестра, за да ја едуцира и да ја овозможи да и даде утеха, спокој да ја даде, збир за да може да дојде нели затоа што сепак првите денови не секогаш е толку пријатно. Да, затоа што доаѓа млеко се полнат градите, чувствуваат болки, не е баш пријатна ситуацијата, меѓутоа со наша помош тоа го надминуваат. Така. И имаме многу успешни доења. Тоа е убаво да се слушне. Тоа е убаво да се слушне. Сепак, значи, вие сте една спона, да кажем, една нитка меѓу новороденото, меѓу мајката. Треба да внесете и самодоверба, и позитивни зборови, па и ваша енергија да вклучите за да целиот тој процес, бидејќи некако се верува дека се доаѓа од мозокот, така ли е во правилник? Така, нормално кога мајката има мака, нели? Има потреба за некој дојде да ја утеши, да ја каже и да ја насочи што треба да прави, ако медицинската сестра не расположена и влезе и така само. Се однесува точно, нормално дека тука нема да имаме успешно доење, меѓутоа за разлика од тоа кога сепак сте позитивни, насмејани, една насмевка, многу е битна така. И во лекувањето и во помошта, така. Сега, одговорноста на медицинската сестра е огромна. Значи, воопшто не е за занемарување. Вие сте тие кои што го имате првиот контакт со пациентите, кои што аплицирате терапија. Вие сте тие кои што, работите на интензивна нега со најтешките случаи. Сум имала можност да видам како изгледа работа на медицинска сестра и во интензивна нега и навистина секоја ви чест. Каква е и колкава е одговорноста што ја носите секојдневно? Одговорноста е многу голема. Мислам тоа тие што биле веќе во контакт можат и да приметат, зборувам од страна на пациентите, затоа што сепак животот на без разлика дали се работи за новородено или за поголемо детенце, е оставен во рацете на медицинската сестра. И не случајно, многу често се случува да родителите, зборувам за предвреме родените бебенца, бидејќи повеќе време престојуваат во болница, кога ќе си одат дома, вие сте вторите мајки. Да. Гласот вика го препознаваат бебињата повеќе вашиот отколку на мајката. Затоа што сепак, пак ќе повторам, медицинската сестра има голема одговорност. 24 часовно ги следат пациентите, ги мерат нивните витални параметри, секоја нивна промена ја регистрираат и нормално во одредено време, во правиот момент, треба да реагираат на секоја промена. Аплицираат терапија, посебно на интензивна нега, работат со најсовремена медицинска опрема, така да административните работи сепак и тоа мора да се заврши, да се заврши ваша работа, така. Така. Весна, во моментов ми се наметнува едно прашање. Имате ли случаи низ годиниве, 30 години, да испратите пациент, да кажам, детенце од интензивна нега и да ви се врати потоа да ви дојде во посета, да кажам, после неколку години, да видите едно малечко бебенце, израснато веќе, да кажам, дете од 10-15 години. Имате ли такви случаи низ годините? Минатата година, затоа што на 17 ноември секогаш го одбележуваме денот на предвреме родените бебиња, нашата болница организираше средба откако е отворена, зборувам, новата Аџи Бадем Систина, од 2010 па се до
17 ноември 2025 година. Дел од дечињата кои што престојуваа на неонатална интензивна беа поканети, односно имаше јавен повик и сите што можеа да дојдат. Имавме средба каде што вие не можам да ви опишам, имаше солзи радосници затоа што видовме многу дечиња кои што нели биле, да кажам, кило, сега се веќе девојки и момчиња. А и мајки, може би родители денеска, да. Так. Повторно се реализираат како родители во вашата болница. Прекрасна приказна, извинете што ви влетувам. Солзи ми дојда од имаше многу солзи, верувајте. Вака некако Так. емотивен Јас момент. сакав да ја прашам Весна, знам колку е вашата работа посветена, тоа е мисија всушност, не е работна позиција. Успевате ли кога ќе заврши вашето регуларно работно време да се исклучите и да се посветите на се што следи семејството, домот и така натаму, или си ја понесувате работата и дома? Нели во принцип не би требало да носиме дел од работата дома, меѓутоа тоа кај нас не е секогаш така. Затоа што сепак работиме со поразлична работа. Има своја тежина, меѓутоа тежина која што на крајот завршува позитивно и секогаш сме исполнети. И среќни дома не можеме да ги оставиме мислите, дечињата кои што нели се грижиме 12 часа во текот на денот и да си одиме дома без да помислиме на нив. Така. Тоа не се случува. Да, а понекогаш и да интервенираме ако и се бара од нас, да. Да се надоврзам сега со следното прашање, а тоа претпоставам и Суза ќе ја интересира, зошто ја одбравте оваа професија? 30 години медицинска сестра, навистина е долг временски период. И еве ме интересира зошто има многу примери кај завршат средно медицинско и потоа нели продолжуваат понатаму. Ете и вас ви не дојдоа солзи од овие емотивни, радосници секако, да. Искрено да ви кажам, јас веќе во една прилика напоменав дека јас не сакав да бидам медицинска сестра, многу сакав да бидам учителка. Меѓутоа желбата да бидам медицинска сестра беше на моите родители и им благодарам за тоа, затоа што како учев, како посетував пракса, нели во средното медицинско посетуваме пракса во државните институции, добив желба и сакав посебно да работам. Кога одев на пракса, многу ми се допадна на педиатрија. И ми се оствари таа желба да работам, првото работно искуство да ми биде на педиатрија, тоа на неонатална интензивна и не се покајав за тоа. Затоа велам уште еднаш им благодарам на моите родители. Значи не погрешиле. Така, затоа што јас сум 31 веќе година и успешно работам и искрено сум премногу посветена како и сите мои колешки и колеги. И си ја сакам работата и затоа претпоставувам дека останав да работам. Весна, тоа се гледа по емоциите, по изразот на вашето лице, на еве вака по вашите очи. Јас сум блиску до вас и можам да приметам дека навистина со љубов си ја работите оваа професија. И секоја ви чест, еве се уште навираат солзи од оние претпоставувам моменти кои што се верувам дека се емотивни и вие живеете со секој пациент кој што е ваш. Тоа се денови, тоа се ноќи непроспани и верувам дека е огромна грижа, да не зборуваме за одговорност кога станува збор за немладите. Кога сме кај младите, каков е интересот на младите за оваа професија? Еве, вака да го заокружиме разговорот, бидејќи многу од нив, како што кажав, се запишуваат во средно медицинско, ама потоа се определуваат за нешто друго. Во средното медицинско се запишуваат многу ученици, меѓутоа завршуваат и не знам зошто е причината што тие многу поретко се одлучуваат да работат како медицински сестри. Многу од медицинските сестри кои што имаат завршено средно медицинско ја работат друга професија, се запишуваат на факултет, меѓутоа се насочуваат кон друга работна професија. Што е причината, искрено да ви кажам, не сум баш точно сигурна, меѓутоа и тие што сакаат да бидат вработени, повеќе не би сакале да работат ноќни смени. Претпоставувам дека тоа е тежината зошто можеби поретко се одлучуваат да работат како сестри, меѓутоа сепак нашата професија не е само прва и втора смена. Работиме 24 часа, пациентите се 24 часа во болница. Така да не знам, треба да се мотивираат, претпоставувам, помладите за да нели тоа што ќе го завршат и го работат. Така. Весна, ви се поклонувам уште еднаш за вашата работа, за вашата огромна посветеност. Секоја ви чест за гостувањето и за овие емоции навистина од душа доаѓаат. Ви благодарам уште еднаш и ќе има прилика да не бидете повторно гостинка. Сега ќе ве ослободиме да се вратите таму каде што припаѓате природно на вашето работно место. Благодарам и на вас за поканата. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Секако.
И јас ви благодарам, многу успешни приказни посакувам на одделот на интензивна нега, каде што малите човечиња добиваат голема шанса за живот.